Чест ми е да бидам денес тука со вас. Денес им отдаваме почит на жертвите, шесторицата авиатичари, кои ги загубија животите далеку од дома, и како и на жителите на Вратница, кои им помогнали на троицата преживеани членови на екипажот. На 26 август 1944 година американски воен авион од милост наречен Наша Любов се сруши високо на Шар планина, овде над Вратница. Жителите на ова мало место ризикуваа да ги погребаат загинатите авиатичари и им помогнаа на преживеаните. Америка и семејствата на членовите на екипажот ќе бидат вечно благодарни за овие постапки. Жителите на Вратница никогаш не ги заборавија овие 9 млади луѓе. Тие ги почитува шесторицата загинати и кажува убави зборови за троицата преживеани. Тоа е причината што ние денес сме тука. Во август 2013 година, еден од моите советници во амбасадата, Спенсер Филдс, дојде во Вратница во потрага по детали за падот на авионот. Вратничани беа дарежливи со приказните и со одвоеното време. И на 5 септември 2013 година тие не одведува, Спенсер и мене, на 3-часовно песачење нагоре на планината до местото на настанот. Потоа, тие ни понудија и место на овие гробишта, да ги поставиме ова спомен обелиже за овие храбри авиатичари и вратничани кои им помогнаа. Никогаш да не бидат заборавени. Денес се обележува секавање на загубените животи во борба за слобода и се слави силното пријателство меѓу жителите на Македонија и Америка. Ова пријателство е тоа што ги натера жителите на Вратница да му помогнаат на екипажот. Утре американците на секаде во светот се собираат да го прослават денот на благодарноста. Ова традиција им озвожува да бидат заедно и да се заблагодарат за се што имаме. Утре ќе им изразиме благодарност и на жителите на Вратница, кои им помогна на членовите на екипажот на Наша Любов и на шесторицата млади американци, кои ги положија животите во борба за слобода далеку од дома. Ке им се заблагодариме за пријателство кој не поврзува низ годините. Американците и вратничани беа блиски пријатели и сојузници во 1944 година, а САД и Македонија се уште поблиски пријатели и сојузници денес. Како што и понатаму заедно се бориме за слобода, нека никогаш не ги заборавме авиатичарите кои загина за нашата слобода и жителите на Вратница кои им помогнаа. Почитуван началник на Генералштабот на армијата Република Македонија, почитуван градоначалник на Вратница, почитувани дами и господа, ми представува особена чест што денеска сум на овој настан овдека со вас. Меѓусебната помош е наш двигател, моторот кој го подвижува секој општество. Затоа помошта на жителите на Вратница, на американските војници во 1944 година е значаен
ден кој што сите ние треба, значен гест кој што сите ние треба почитуваме. Наша денешна промоција е во чест и спомен на загинатите млади лица од американскиот екипаж кои се бореле на страната на правдата и слободата во Втората светска војна, но и во спомен на човечноста на населението на Вратница, кое во исклучително тешки услови на војна, страдања и тешкоти смогнало сили и храброст да им помогне на преживеаните од падот на авионот на армијата на САД во 1944 година. Овој настан всушност е еден од најсветлите примери за меѓусебната соработка меѓу нашите две земји. Чинот кој жителите на Вратница го направија во август 1944 година е за целосна почит. Тие го ризикуваа сопствениот живот и животот на своите семејства и соселани, помагајќи им на страданите американски воздухопловци и со тоа покажаа исклучителна храброст и пожртвуваност. Дами и господа, на овој трагичен настан, армијата на САД загуби млади припадници на својата воздухопловна единица, а Македонија загуби исклучително храбри сојузници во завршните години од Втората светска војна. Згаснувањето на животот на овие храбри луѓе е недоместлива за нивните семејства. Се надевам дека ова спомен одбележје ќе биде можност тие да пронајдат утеха и гордост дека нивните блиски помогнале во победата на слободата и мирот во регионот. Во Втората светска војна, Македонското народно-слободително движење и армијата на Соединетите американски држави, речиси во исто време, во 1941 година, е започнала вооружената борба против фашизмот. Односите меѓу САД и војно-политичкото раководство на народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија се градени врз основа на долговековни взаемни врски. Истите ги негуваме и надградуваме секојдневно. Како сојузници се бориме со истите цели и заедно ги пренесуваме најтешките жртви. Нашите односи се базирани на исклучителна соработка и пријателство и нашите учесници, војници во ИСАФ мисијата рамо до рамо во Авганистан ќе продолжат во воспоставувањето и одржувањето на демократијата и мирот